По долга фаза на неформални концепти и тестирање идеи без политичка тежина, на масата на ЕУ е ставен официјален предлог. Германскиот канцелар Мерц фрла нова рамка во игра и ја поместува европската политичка сцена. Од асоцијативно членство за Украина до привилегиран наблюдувач и забрзана постепена интеграција за Западен Балкан. Дали ЕУ има желба и капацитет за пресврт и кој ќе ја плати цената ако предлогот стане реалност? И додека Берлин го забрзува европскиот часовник, има ли Македонија време за чекање или останува во политички лер додека другите се движат? Во новото издание на Европат разговараме со Андреја Стојковски, директор на Преспа институт. Ви благодарам. Благодарам. Како што спомнав, по долг период на неформални идеи, објавен е конечно предлог во официјална форма, писмо од страна на германскиот канцелар Фридрих Мерц, што дава секако посебна тежина на документот. И покрај измешаните реакции и од членките и од кандидатките, Зеленски го отфрли или како неправеден, може ли предлогот да биде избоксуван на самитот во Тиват на 5 јуни? Веројатно. Прво, ова е некоја, не знам како, второ ниво или втора фаза на германска креативност за проширувањето и за развојот на односите со државите во процесот на пристапување. Затоа што 23-та година постоеше една работна група германско-француска, не експертска, баш утрово го гледав документот овде на биро од 23-та со идеи и предлози како тоа може да се развива. Тоа беше меѓутоа сепак експертска работна група. Ова е допис кој што го испраќа германскиот канцелар до Европскиот совет и до неговите колеги од државите членки и представува можеби малку по-напредно ниво на таква креација, развој на некакви политички предлози, кои што веројатно би требало да се земат во предвид, односно ќе се земат во предвид од повеќе причини. Прво затоа што дописот веќе е испратен до Антонио Кошта, до Урсула фон дер Лајен и до претседавачот кипарскиот министер за надворешни работи. Така што тројцата лидери на Европската унија веќе го имаат добиено предлогот, што значи дека станува збор за формален предлог од држава членка и ќе мора по него да се расправа. Знаете како, ако сакате нешто да потурнете унијата да направи, тогаш мора да имате формален допис до унијата. Формата не зборува ништо за суштинските промени во унијата, ама го поместува, го помрднува процесот. Второ, затоа што станува збор за предлог од Германија. Сепак не е било која држава членка, Германија е држава основач, најголемата држава, економски најмоќната, најразвиената и така натака, така што тоа веројатно ќе биде добра основа за таквиот предлог да земе да се разгледува понатаму. Дали ќе може да се постигне се за толку кратко време, веројатно тешко, освен ако не станува збор за однапред договорени делчиња кои што лесно ќе можат да се склопат во мозаикот сега, на 5 јуни, или во многу краток временски период по самитот во Тиват. Колку идејата на Мерц е и политички, и технички, и правно изводлива? Мерц тврди дека не се потребни измени на европските договори и на членот 49 од ЕУ, туку дека е потребен само, како што вели, силен политички договор. Не се согласувам со него, од причина што договорите препознаваат само една категорија, тоа е членка на Европската унија и трета држава. Не постои ништо помеѓу. И во таа смисла мора да има промена на основачките договори, ако не повеќе, тогаш за да се предвидат, да се регулираат овие два други пристапи на асоцијативен партнер и специјален наблюдувач. За тоа ќе мора да има измени на договорите. Било каква измена на договорите
однапред подразбира консензус помеѓу сите 27 држави членки, што во случајов ќе биде прилично тежок процес за изодување. Еве, дури и да биде се договорено веќе и само да се видат за да, како ви кажат, shake hands, джентлменски да го аминуваат предлогот, потоа ќе треба правна процедура на драфтување на договорите за измена, на нивна ратификација, а по ратификацијата ќе мора веројатно во некои од државите членки, барем во две, да поминеме со референдум. Франција секако ќе мора да има референдум, меѓу другото во Франција следната година има избори. Макрон би можело да се каже дека е лејм так во овој момент, така што има политичка моќ во државата, меѓутоа тој лично како премиер можеби не толку. И во Холандија ќе треба да има секако референдум за измените на основачките договори. Можеби има влада која што е проевропски расположена, меѓутоа референдумот е сепак изјаснување на граѓаните. Дали ќе има некоја друга држава? Можеби. Тоа ни става јасно до знаење дека процесот не може да биде лесен во некој случај и дека политичката волја или согласноста на волите на европските лидери ќе мора да се ефектуира низ правни механизми. Може да одат некои процеси паралелно. Например, можеме да преговараме ние со Унијата или било која друга држава и измената на основачките договори да се направи во договорот за пристапување. Меѓутоа, без измена на основачките договори едноставно е невозможно. Колку Европската Унија е суштински подготвена за ваков потек, ако ги тргнеме настрана или техничките аспекти кои што и да се заврши тој дел, затоа што ова ќе значи и отворање на вратата за структурните фондови за Украина, нешто за што земјите членки кажаа големо не во 2019 година со онаа прва верзија нон-пейперот на Макрон пред да се усвои новата методологија, каде што таму беа вметнати структурните фондови, после тоа беа отстранети или одиме според новата за едните значи разредување на парите, за другите зголемување на трошоците. Во секој случај ќе има прераспределување не само на средства, туку и на политичка моќ во рамките на Унијата. Дури и да нема ваков предлог, повторно ќе мора преговорите за пристапување на било која држава, нова членка, подразбираат преговори со сите држави членки. Баш поради тоа што се прераспределуваат силите во рамките на Унијата. Се прераспределуваат и средствата кои што доаѓаат во буџетот. Голем дел од новите држави членки не се на исто ниво на економски развој. И сега, ако Исланд одлучи сега дека сака да стане држава членка, тогаш веројатно ќе биде поедноставно, барем од аспект на идните средства, затоа што станува збор за високо развиена држава. Меѓутоа, било која друга држава која што се наоѓа во процесов, нивото на регионален развој е пониско од Унијата. И во почеток ќе треба да бидеме сите држави кориснички на средства. Тоа тешко оди да се договори. Голем дел од државите ќе треба да се откажат од средства или да добијат помалку. И затоа консензусот тешко се гради. Од друга страна, трошокот на Украина и поддршката на Украина е веќе многу голем. Верувам дека Унијата има направено пресметка, односно, можеби не Унијата како политички ентитет, ама дел од државите членки имаат направено пресметка колку ги чини поддршката за Украина и колку во иднина би ги чинела Украина како држава членка. И верувам дека тоа е начинот на кој што они размислуваат или доаѓаат до одлуката зошто би го поддржале членството на Украина. Во моментов
трансатлантските односи се разнишани, условно кажано. Не се во она фаза на мед и млеко, како што беше порано. Тоа ги притиска државите членки на Унијата да размислуваат се повеќе за сопствената одбрана. Не дека ќе престане да постои НАТО, меѓутоа ЕУ мора да биде условно кажано самодоволна. За да го постигне тоа, мора да инвестира во сопствената одбрана. И тоа исто така го прави. Инвестицијата во сопствената одбрана подразбира и безбедносна гаранција за Унијата, за сите држави членки. Војната во Украина е дополнително загрозување на таквата гаранција. И тука го гледаме исто така моментот. Колкав е трошокот кој што Унијата ќе треба да го направи за да ја поддржи безбедност на Украина и да се брани себе си, и како би изгледало тоа ако Украина стане држава членка или почне да се придвижува кон Унијата. Така што има многу аспекти во кои што треба да се преговара, сите се поврзани со пари, секако сите се поврзани со национални интереси, меѓутоа мислам дека тоа е многу поедноставно да се постигне, да се направи. Како ЕУ ќе абсорбира, спомнавте толку голема земја како Украина без да се промени балансот на моќ? Во моментов правилата се јасни. Државите стануваат држави членки, тоа е единствената категорија која што постои. Државите членки имаат право на одреден број на пратеници во Европскиот парламент. Бројот на пратеници за сега е фиксно утврден како плафон, што значи дека ќе треба да има некако прераспределување на силите. Можеби и нема да има ако се договорат за некакво поинакво распоредување на бројот на пратенички места во парламентот. Меѓутоа, сите држави имаат право на комесар и уште многу други права кои што доаѓаат. Не значи тоа дека ќе биде потешкотија. Затоа што овој период во кој што Украина под претпоставка би го водела процесот на сопственото, асоцирање, ако се водиме според предлогот на Мерц, ќе го договори начинот на нејзиното вградување. Дали ќе има комесар? Можеби не. За асоцијативна членка можеби и нема да биде потребно. Да, се спомнува еврокомесар без портфолио. И проформа. Во 2004 година, во моментот на пристапувањето на Биг Бенг, 10 држави членки, сите имаа свој комесар. Сите тие беа без портфолио, условно кажано, меѓутоа сите беа атачирани кон некој од различните портфолија. Така што тоа е веќе некој пристап кој што го имаат испробано и мислам дека лесно може да се направи. Ако кандидатките добијат пристап до пазарот, институциите и дел од политиките без право на вето, колку овој предлог на Мерц има некоја одредена сличност со идејата која што беше промовирана од Рама и Вучич и беше отфрлена од Европската комисија, иако таа првично излезе од невладиниот сектор? Многу ми зборуваат за некаков процес на членство без членство. Или everything but the name enlargement. Се освен да се споменува зборот проширување. И веројатно се движиме во таква некоја насока. Не гледам дека тоа е, барем кога зборувам за нашата држава. За себе лично се водам од својата перцепција, не мислам дека тоа е добро решение за нас. Не мислам дека тоа е добро решение ниту за било која од државите во процесот на пристапување. Можеме да седнеме и да дебатираме дали тоа треба да биде да ја вклучува Украина, кавказските држави, Молдова во некаква поинаква варијанта, затоа што во моментов се зборува и за потенцијал на унификација на Молдова и Романија.
Меѓутоа, за нас овде на Западен Балкан не мислам дека било што не е членство во Унијата е добро решение. И во таа смисла, веројатно треба да не молчиме, да не чекаме да најдат решение, да бидеме доволно инволвирани, можеби не агресивни, во аргументирање за паралелен процес, измена на основачките договори со договорите за пристапување, затоа што тие се пишуваат во моментот кога државите преговараат за пристапувањето, и паралелен процес кој што ќе значи дека ако во овој момент некаква трета класа држави станеме од Западен Балкан, според предлогот на канцеларот Мерц, иако не се согласувам нели со таквата формулација, во еден момент, по извесен период, ние ќе прогресираме до целосно членство. Се останато ќе биде лижавче наспроти можноста да бидеме на масата и да пробаме од главното јадење. Колку предлогот на Мерц може да премине во онаа идеја на Макрон од 2018-тата за Унија во концентрични кругови? Пред една до 2 недели имаше една изјава и на поранешниот шеф на европската дипломатија Жозеп Борел дека е потребна Унија во Унија. Веројатно е можно, меѓутоа они веќе почнаа со некакви квази концентрични кругови. Политичката заедница е некаков поширок круг од Европската Унија. Меѓутоа тоа ништо не носи од членството, не менува суштински за државите на никаков начин. И веројатно, ако тогаш зборувавме јасно и велевме дека немаме проблем да учествуваме во политичката заедница, ама тоа не го третираме како крајната цел на државава, не можеме со тоа да се сложиме. Мислам дека тоа треба да го правиме и во овој момент. И во овој предлог. Да, и во овој предлог, затоа што едноставно станува збор за нашиот национален интерес. Државава економски соработува највеќе со Европската Унија, најмногу со државите членки. Нашиот најголем трговски партнер е Германија, придонесува за некаде 12 или 14% од бруто домашниот производ, само една држава членка. Ако ги гледаме средствата кои што ги добиваме како развојна помош од Европската Унија, од државите членки, тогаш ова портфолио расте. И не би можеле да се откажеме од членство, затоа што ваквото портфолио е добро, ама на крајот сепак е подобро да бидете внатре. Развојната помош е развојна помош и ние во еден момент подобро, јас би преферирал да завршиме со таквата помош и да бидеме кориснички на кохезионите фондови и на структурните фондови за сметка на некакво вакво второстепено здружување во таквиот втор круг. Добро, и самиот Мерц во писмото вели дека ова не е алтернатива, туку е мост, но сепак стравот останува, особено кај кандидатките и Западен Балкан кои со децении чека на влез. Апсолутно, добрата страна меѓутоа во предлогот е повикувањето. Сега тоа звучи за оние кои што премногу долго го следиме процесот, звучи смешно помалку ако се повикуваме на Солунскиот самит и на заклучоците од Солунскиот самит. Тоа беше 2003 година. Од 2003 година до денес 23 години помина и многу работи се променија. Меѓутоа, без оглед на се, мислам дека тоа може да биде добра основа, затоа што врската која што се прави со Солунскиот самит беше дека
се надевам барем дека е заради тоа на Солунскиот самит заклучокот беше дека игнирата на сите овие држави од Западен Балкан Европската унија, реченицата која што континуирано се повторува, да. И после премногу долго време би било добро да го видиме. Има неколку моменти кои што се важни во овој процес. Постојано се спомнува и многу од медиумите тоа го истакнуваат. Геополитички момент, проширувањето станува геополитика и така натака. Проширувањето било секогаш геополитика. Ако земеме 81 година, Грција станала членка поради геополитика. 86 година Испанија и Португалија станаа членки поради геополитика. Така што нема ниту еден момент во кој што геополитиката не била пресудна. Ако меѓутоа го користиме овој момент на геополитика и зборуваме за геополитичко проширување, тогаш може би е добро да го употребиме ние самите. Затоа што ако треба да се направи контейнмент на Западен Балкан, демократски, да се анкерира, поврзе цврсто со западните либерал-демократии, со европските вредности, економски, безбедносно, политички и на секаков можен начин, тогаш тоа може да се постигне само преку членство и само преку развивање на односите кои што на крајот се завршат со членство. Проширување немало од 2013 година. Колку Европската Унија е спремна за вистинско проширување, ако ги земаме во предвид сите овие работи кои што се случуваат во изминатите години и постојано се зборува за забрзување на процесот. Еве Црна Гора е во последна фаза од преговорите, но потребно е гласање, ратификација, Франција избори има следната година. Не би сакал да го намалам придонесот на Украина, односно на граѓаните на Украина и државните службеници таму. Не би сакал да испадне дека не верувам во тоа дека навистина работат. Меѓутоа држава која што се справува со безбедност на закана, има војна на сопствената територија, значи не контролира дел од сопствената територија ефективно, тешко може да покаже дека навистина спроведува реформи. И во таа насока можеби само таму гледам проблем во проширувањето, иако не сметам дека треба да ја исклучиме Украина од овој процес. Од друга страна, има реално забрзување на процесот на проширување и политиката напредува. После 2020 можеби не толку многу, иако имавме нова методологија и очекувавме дека нешто ќе се случува, меѓутоа 22 инвазијата на Русија, фала му на Путин, ни помогна да се придвижат малку работите. И тоа може да го видиме реално во случувањата во Црна Гора, затоа што Црна Гора, ако не се лажам, преговара од 2012 или 2014. Од 2024, од 22 овие работи почнаа да се движат малку повеќе и гледаме, имаме одлука за драфтување на договорот за пристапување. Само за илустрација, Црна Гора не беше самостојна држава кога ние добивме статус на држава кандидат. Дека се забрзуваат работите и дека ги забрзува работите самата Албанија, повторно бевме во пар, се жалевме дека не влечат назад. Во моментов Албанија ги отвори сите кластери, преговара забрзано и тоа заради тоа што самите државни службеници од Албанија одеа и велеа, окей, ова е нашата преговарачка позиција за овој кластер. И затоа на почетокот реков, ако добиете вие формален предлог, мора нешто да направите со него, мора да има некаков одговор. Во оној момент кога Албанија го правеше тоа, комисијата мораше да седне да работи на преговарачка позиција на Унијата, државите членки да се согласат со тоа или да ја менуваат. На домашен терен за последните изјави дека нема повеќе отстапки, подготвени сме да ја платиме цената. Има ли Македонија уште време за чекање? И што треба да се направи, еве додека
Новиот бугарски премиер и екс-претседател Румен Радев е во офанзива низ европските градови, што секако се спомнува и позицијата со Скопје. Видете, прво, Македонија нема билатерален спор. Има преговарачка рамка која што е документ усвоен од страна на Европскиот совет и во преговарачката рамка се утврдени чекорите. Што би се случило ако се случи, тоа е веќе многу голема хипотетика. Можеме да влеземе во расправање, во правење на сценарија, ама тоа се прави на база на податоци и на знаење, на чувство не. Во случајов на дворешна политика не се води на чувства, се води на знаење и на разбирање на работите кои што се случуваат околу вас. Ние немаме време за чекање од геополитика, од моментот дека во држава ни се случуваат секојдневни вмешувања, а се почесто почнавме да слушаме и официјални наративи на државата кои што нарекуваат на наративите на Москва. Никогаш не сме биле доволно блиски, меѓутоа има многу, ако ги погледнете социјалните мрежи и коментарите од граѓаните за различни прашања, има многу такви проруски, пропутин коментари и наративи. Голем дел од нашите млади размислуваат за тоа да го завршат своето образование онолку што можат овде и потоа да одат во странство да се дообразуваат по можност да останат таму. Точно е дека имало и такви кои што се вратиле. Еве, за илустрација, утрово се сретнав со господја која што била 30 години во САД и се вратила. Господјата кажа, знаете вика што е најголемиот проблем со државава? Што нема државнички капацитет и што сите завидуваат на другите и ги обвинуваат другите. Многу сум разочарана вели од тоа што сум вратена овде. Се прашувам зошто не се вратила, ама голем дел од тие кои што дошле во државава забележале дека немаме достапност на здравство како што треба, квалитетно, не само било какво, дека образованието ни е застанато онаму каде што ни е застанато. Децата, голем дел од децата ни учат од презентации наместо од вистински учебници. Имаме, односно речиси да немаме пат или улица кој што нема дупка. Тоа се веројатно не секојдневни работи кои што буквално веднаш ќе ги средиме, ама ќе можеме да се справуваме со работите чекор по чекор или тема по тема и полека да ги менуваме. Македонија нема да престане да постои ако не стане членка на Унијата. Меѓутоа, дали е загрозена во моментов, ние надворешно не сме загрозени. Ние сме членка на НАТО и тука имаме гарантирана одбрана. Што правиме? Зошто треба да чекаме понатаму? Што е оно што не загрозува или што не спречува да одиме понатаму? Меѓутоа, предпоставувам дека треба малку повеќе визија и малку повеќе храброст. Ќе го цитирам Салвадор Мадаријага, кој што рекол: добро е да бидете горди на сопствените претходници, ама уште подобро е ако направите вашите следбеници да бидат горди на вас. Така, ви благодарам за разговорот. Благодарам и јас.